Премиерот и председател на ВМРО ДПМН Никола Груевски денес изјави дека по неколкумесечното истражување е донесена одлука одредени кадри да бидат променети. Станува збор за околу 150 лица од втори трет ешалон на функционери. Околу 50 лица се уште подлежат на дополнителен мониторинг. Груевски истакна дека кога се обавува јавна функција, особено по предлог на ВМРО ДПМН, мора континуирано да се испорачуваат позитивни резултати. Кога се обавува јавна функција и кога тоа е по предлог на ВМРО ДПМН, секој треба да знае дека мора да биде постојано мобилен и дека од него се очекува максимално работење, давање се од себе во секој момент за време на целата своја функција. Сакаме да обезбедиме способни и свежи кадри. Ние и досега имавме способни, но некои од нив, како што кажа, се малце подзаморени, некои со текот на времето малку се оддалечија од граѓаните и тоа граѓаните го коментираат и партијата треба да реагира. Ние не сакаме да бидеме како СДСМ, едните исти луѓе да бидат цело време, независно дали добро работат, дали слабо работат, тие гледаат само според тоа кој колку до кого е близок. Кај нас нема такви работи, ничија близина, подршка или нешто слично не може да биде замена за сервисот што треба секој функционер да го даде на граѓаните согласно функцијата која што е обавува. Лидерот на ВМРО ДПМН посочи дека за пополнување на новите функционерски места ќе биде објавен конкурс и тоа ќе представува шанса за секој граѓанин на Македонија. Ги повикувам сите граѓани на Македонија кои што се чувствуваат компетентни, стручни, образовани за одредени позиции кои што ќе бидат ослободени да се јават на конкурсите. Независно дали се членови на ВМРО ДПМН или не се членови, ние сакаме да ги привериме најдобрите кадри на најдобрите, односно на важните позиции кои што се важни за граѓаните на Македонија. Ако еден кадар успешно ја обавува својата функција, а не е член на ВМРО ДПМН, тоа ќе биде во корист на целата држава. Ако биде во корист на целата држава, автоматски ќе биде во корист и на ВМРО ДПМН. Груевски истакна дека ќе бидат сменети и функционерите на коалиционите партнери доколку се утврди дека имаат пропусти. Политичките аналитичари ваквата одлука ја поздравија и вела дека новите промени ќе донесат луѓе со нови идеи и кадри кои што ќе бидат способни за уште поефикасно менаџирање, кое што ќе придонесе за забрзано спроведување на реформите кои што ги зафатија сите сектори во државава.